Кој стои зад инвазијата на 50 или 80.000 мароканци во Шпанија, мигранти така наречени? Многу е прост одговорот ако само си одговорите на прашањето кого шпанците во последниве месеци најмногу го изнервираа. Тоа се Соединетите држави и Трамп. Оној момент кога шпанците не им дозволија да го напаѓаат Иран од негова територија, фактички се пиша не е уште смртна присуда, но е секако тешка казна. Уште еден показател колку своеволноста на Соединетите држави е опасна за рамнотежата во светот, за понатамошниот мир во светот. После Венецуела, она што и се случи на Венецуела, видовме што и се случи. Еве сега на каков начин е казната Шпанија, сепак не може Шпанија да ја казнат со Венецуела така што ќе им го киднапираат премиерот или не знам цела влада, затоа што сепак тоа е европско тло, Европска унија, тама негде никој не гледа, во Јужна Северна Америка што може да прават и што се случува, но овде е друга приказната, затоа американците одбраат на ваква казна, да 60, 50 до 80.000 работоспособни мажи, претежно млади, ги организира, направи акција како да ја пробијат границата и да влезат во Шпанија и да прават тамо хаос, пустош, плячки и така натаму. Кој знае колку од нив веќе има и мртви, доста, десетици мртви. Кој знае колку од нив при тој упад во Цеута или на шпанска територија внесли оружје, веројатно затоа има и престрелки и такви работи. И едноставно ова не може да се подведе под категоријата, не знам, бунт на мигранти или не знам што, ова е, нели, има некоја сосема друга конотација, не знам каква не е војна инвазија, затоа што не влегуваат како организирана војска, нели, со тешко вооружение и друго, но секако и не е обичен бунт каде влегуваат поима на 1000 до 2000 мигранти на граница, па и не може толку ни да влезат, ова е нешто сосема друго. Очигледно, многу поблиску сме до оние најголеми стравови на поголемиот дел на луѓето кои што живеат во Европа, тоа што сите се прашуваат дали ќе има, нели, трета светска војна. Едвај американците успеваат, мислам дека едвај американците успеваат да го стишаат бесот на Анкара, бесот на турците, да не влезат во директен судир со Израел, значи во директна војна, од таквата разврска ќе биде секако крај на секаков светски поредок. НАТО алијансата веднаш автоматски во секундата ќе се распадне, затоа што Турција по сила е втора војна сила во НАТО. Значи истиот момент НАТО се распаѓа, тоа можете да бидете сигурни, поготово ако удри на најголемиот сојузник на Америка Израел, и во истата секунда ќе имате спојување на сите фронтови кои што моментално постојат во светот, од Украина до Хормуз, Персискиот залив и така натаму. Црното море, Персискиот залив. Значи тоа ќе биде почеток на трета светска војна без никакви недоумици да имаме ние сите. И веројатно токму затоа Израел се држи резервирано откако повторно почна војната се разгоре меѓу Иран, Америка и персиски земјите во заливот, не само затоа што Нетањаху е таму пред избори, туку највеќе, ја мислам, поради ова, Израел се држи сега на страна, остава американците да се тепаат за него. Тоа веројатно беше договорено на тој состанокот меѓу Зеленски, Нетањаху и Трамп што се одржа во Вашингтон. И најголемата причина, јас мислам, што Израел сега се држи на страна, е мирен, е токму ова. Да не се доле бензин на бесот на Турција, затоа што Турција е на вистина пред нервен слом, што се вика, во однос на Израел, и турците само чекаат мала заебанци од страна на Израел да влезат, тоест да влезат во директна војна со нив. Они нормално до сега они војуваат меѓу себе, Турција и Израел, но тоа го прават преку прокси, сојузници во Сирија, но работата таму дојдена, слушајќи ги, гледајќи ги
изјавите кои што ги даваат, особено турските официјални лица од највисокиот ешалон. Таа реторика е навистина да ја слуша човек застрашувачка, затоа што застрашувачка у поглед не дека ќе нападнат Израел. Израел може би заслужил многу повеќе од тоа, но поради тоа што таквата разврска ќе значи буквално, како што реков, крај на секој поредок, крај на НАТО, крај на мирот во светот кој онака е доведен во опасност. Тоа ќе значи спојување на сите фронтови од Украина, Црното море, Персискиот залив, Хормуз, натака Бапел Мандиб. Тоа ќе значи веројатно влегување во војна на многу повеќе земји и тоа ќе значи Трета светска војна, затоа што од друга страна е се повеќе известно дека Иран ќе се одмазди за нападот на Украина врз неговиот трговски брод, така ќе го наречам, кој беше уништен. Нема веќе дилеми дека Иран ќе се одмазди на Украина и тоа некаде на Црното море. Познати се заканите на Иран кои што ги упатува и кон Бугарија. Ако Иран одговори на Украина во Црното море, можете да бидете сигурни дека и Бугарија ќе биде нападната, тоа заканите на Иран ќе бидат спроведени на дело, ќе бидат нападнати базите американски во Бугарија, нивните пристаништа и кој знае уште што. Бугарите живеат во филм дека имале некои противвоздушни одбрамбени системи, противракетни поправа. И сега си се јачаат деновиве така ги гледаме, ги читаме нивните вести по медиумиве, да ми многу биле јаки. Одма да им кажам да не си прават бајрам на паметот, која не можеше Израел со нивната троделен противракетен систем да одговори на Иран. Вие па епте нема да можете, значи у превод Иран ќе ви ебе матер. Така да не живеете у филма и да ќе се одбраните вие од Иран. Не го спремајте тамо за сунет, за такви работи, алатки, све што треба, ќе треба, до душа, нема и тешко да ви дојде тоа, ако се земе предвид потеклото дека ви од Татаро-Монголија, од Маспарух и тие, така да не се секирете, вие лесно се прешалтуете кој ќе дое моментот, кој ќе ви е гзот загрозен, така да ја не се сомневам дека и оваа работа ќе ја поминете безболно, нема да имате многу тегоби, да треба да преминете во шиити, така што ајде да видиме дали ќе го гледаме тој филм. Иако морам да признам, на никој реално во моментов не му одговара Трета светска војна, освен на еден човек, но и тој е еден Нетањаху е бајги на некој начин, нема да кажам исплашен, ама на некој начин резервиран, затоа што Израел сепак претрпе огромни штети од нападите на Иран. Навистина штетите се разорни по некои градови, по инфраструктурата, особено војната на Иран, за американските бази да не зборувам, во Персискиот залив. И така што, ајде можам да кажам дека и на никој посебно не му одговара баш Трета светска војна да започне, но ќе кажам, некои работи сепак луѓето не може да ги контролираат, колку и да изгледаат контролабилни, колку и да изгледа дека светот се управува од некаде и тоа математички прецизно се прави, не знам како, сепак многу пати, во многу ситуации работите излегувале од контрола, па сме добивале она што сме добивале, па се менувале цели империи, паѓале, па цивилизации се менувале, па ова, па она. Така што тие филмови на теоретичари на заговор дека тоа е све контролирано и дека ако треба да бидете, не е се контролирано, човекот не може да контролира се, тоа е против законите на физиката. Така што може би во ситуација кога на никој не му одговара Трета светска војна, токму тогаш таа и ќе започне, затоа што
Не можеш да гарантираш за сите, не можеш сите да ги држиш во секакви ситуации под контрола, особено не денес кога, не знам, толку земји имаат нуклеарно оружје, така што прашање на момент, на контекст, на ситуација е на веројатност кога тоа ќе биде употребено. А со оглед на тоа дека го има во огромна количина, го имаат веќе десетици земји, многу е веројатно дека таа пушка еден ден ќе пукне, вака или онака. Каде сме ние во целата таа работа? Видовме уште еднаш на дело како изгледа братството и лојалноста во Европската Унија. Првиот момент кога влегоа така наречените мигранти од Мароко, некои велат 50.000, некои 80.000, кога влегоа во Шпанија, неконтролирано, кога ја пробија границата. 3-4 земји од Унијата веднаш побараа Шпанија да излезе од тоа Шенген-Менген, се исплажија, си ебаа мајката. Толку од братството и лојалноста во Европската Унија, значи веднаш наместо братски да пристапат во солидарно во решавање на проблемот на шпанците, они се повлекоа. Италијанците ми е, да кажеме, релативно познато зошто, која е причината, они не смеа да писнат без дозвола на американците, значи они тие, она што го побара, они мислам дека е исто така како дојдено како директива од горе. Всушност, да се разбереме, цела Европа е од 45-та навак од Маршаловиот план под окупација на Соединетите држави. Кажете, наречете како сакате на таа окупација, тие не се самостојни. Они само глумат самостојност и само може да се силат на мали народи, на кои што може да им тренираат строгост, како Македонија и македонците. Во суштина тоа е една распашана команда, една банда во која што не се знае кој пие, кој плаќа. Еве го уште еден доказ за тоа. И очајно се обидуваат да се факторизираат во очите на светот како некаква сила, економска, па сега и воена, одвојуваат ненормални средства од буџетите за вооружување. Тоа уште еднаш треба да ни каже некои работи, особено Германија се обидува повторно да се факторизира во светски рамки, а знаеме како завршувало тоа секогаш кога Германија ќе се обидела да се факторизира во очите на светот. Тоа завршувало секогаш трагично со десетици милиони загинати, нели, вклучувајќи Прва и Втора светска војна. Така што навистина не е добра ситуацијата. Украина, Русија водат жестоки борби за Донбас. Останаа уште 2 града, кои што се во тотална опсада. Ако нив успеа да ги земат русите, значи ќе биде тоа бришан простор до Днепар и тоа ќе биде крај за Украина. Без разлика што тврдат светските медиуми, протоа западните медиуми, значи се водат жестоки борби тамо. Има огромни жртви на двете страни, но русите очигледно, исто како иранците, повеќе нема простор за муавет, иако ја верувам дека во однос на иранците некаде далеку во позадина се одвиваат некои преговори кои што се држат далеку од очите на јавноста во целосна тајност, но сепак иранците се во овој момент се едноставно со нив е невозможно да се преговара, тие се во мод на одмазда ставени, крволочно маваат по се што они го сметаат за непријатели. Со русите уште поземана работата, русите се уште помалку спремни од иранците да преговараат, и е една ситуација кај што за она спојување на фронтовите прават пред малку ова муавет. Во една таква ситуација, кога Европската Унија дефинитивно представува една голема нула по меѓународните односи, ние мислам како држава мора да се поставиме малце поодважно во однос на
самите себе, малце позаштитнички во однос на самите себе, уште позаштитнички, тоест многу да не ги рецкаме овие од Европска Унија. Реков на прошлото видео да си го бараме патот. Вчера била индиската председателка, утре нека дојде кинескиот, заутре нека дојде и Путин ако треба или кетеме. Значи без разлика на се да си бараме пријатели, затоа што она што се случува во Унијата во моментов зборува само за незин крах, за незин распад, кога тогаш од ова говна во кој што левицата ја ували Европската Унија нема никогаш да се извлечат. Тоест, ако се извлечат, ќе се извлечат само со преку големи премрежи. Не знам како сакате наречете ги, но само така можат да се извлечат од страњата што самите си ги направи. Така што мислам, моje мислење е тоа дека се што е наше, се што сме си загубиле во последниве години треба да се вратиме назад. Тоа значи името, уставното име на Република Македонија од 1991 година, без никакви скрупули, без никакви, не знам, стравови, јанзи, фантазирања дека тоа кој знае што ќе предизвика, нема ништо да предизвика. Може само буката да биде голема првите денови и така натаму, но мислам дека после тоа тој што ни е непријател пак ќе ни остане непријател. Што може да не направат? Ништо посебно. Така што навистина нема што да изгубиме. Значи со ова што го променивме името и што направивме 300 други понижувања, само понижувања, дали кон тие кои што ги направивме од стапките се сменија барем малце, дали не станаа пријатели? Не. Напротив, нивните апетити уште повеќе порасна и покажа дека може да ни бидат уште поголеми пријатели. Тоа зашто би им играле по кејфот, зашто би им ја исполнувале нивната политичка волја и нивниот нагон за да се изживуваат на помали од нив, нели, од позиција на моќ, затоа што се членки на Европската Унија, немаме потреба од таква работа. И мислам дека најдрско, а јас сепак мислам дека ќе дојде тој ден, сега не знам кога јевига, дека сигурен сум дека ќе дојде денот кога официјално ќе си го вратиме името, под какви околности, под каков притисок, но ние тоа ќе го направиме еден ден. Па затоа ја кажувам поубаво да биде тоа побрзо него подоцна, затоа што е неодржливо. Повторно ќе кажам за меѓународниот поредок, за меѓународното право, е неодржливо кога се случуваат вакви големи отстапки, кога под уцени и закани контра сите темелни вредности на едно цивилизирано општество, свет, заедница, појма неам, се принудува еден народ присилно да си го смени името или идентитетот. Така што да не тупам повеќе, имаме на вистина една многу, затоа и го зборам ова, имаме една специфична ситуација, која што е уште покомплексна, уште посложена од она што беше, а ретко зборам на оваа тема. И гледав сега и за ЦЕУТА, за влагањето на мароканциве и тамо, и никој тоа барем ја не видов, од тоа ја што гледав, никој не го поврза тоа со бесот на Трамп, што јавно го изрази кон Шпанија, кога Шпанија му откажа незината територија да биде појдовна точка за напади било каде во Персискиот залив, тоест на Иран. И мислам дека ова чиста одмазда на Америка кон Шпанија и уште една показна вежба дека може да бидат и побрутални ако сака, дека повеќе нема никаква почитување, барем од оваа администрација американска кон било која држава од Европската Унија, дека не ни гледаат како еден најобичен шлям од држави, шлям од сојуз. Иако ви кажав, тоа не можеше да го направи на начинот како што го направи во Венецуела, соопштењето на Мадуро, после на спектакуларна акција на командосите, влагање во Венецуела во неговата палата и киднапирање тамо, но доволно моќно, мислам, со ова им покажа на европјаните колку се ранливи, колку се неспособни, колку се слаби,
колку се ништожни да се справат и со една таква работа, која што воопшто не е наивна, но која што не само Шпанија, туку целта беше да се понижи целата Европска унија. Како што и успеа во тоа Трамп, затоа што истиот момент, која влегоа, како што кажав, мигранти во наводници во Шпанија, истиот момент земјите во Европската унија едноставно полудеа и наместо да се стават на страната на Шпанија, тие почнаа да бараат Шпанија да се исклучи од вамо, да се исклучи од таму, колку да си ги зачуваат газињата. Епа, јеби га сега. Кој многу работел со газот, ќе си јаде по газот.